dobrija. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš izviraš. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš izviraš. Vekovi, vekovni, zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, ništo da ne vide me, ti bez mene, ja bez tebe. Vekovi, vekovni, zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, sestro, ništo da ne vide me, ti bez mene, ja bez tebe. Drugi da te predada, možat se što da izmisla. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš izviraš. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš izviraš. Vekovi, vekovni, zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, ništo da ne vide me, ti bez mene, ja bez tebe. Vekovi, vekovni, zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, sestro, ništo da ne vide me, ti bez mene, ja bez tebe. Ti bez mene, ja bez tebe. Това беше песната Заветна во изведба на Пепи Бавтировски. И со таа песна ја започнуваме денешната програма посветена на македонската книжевност и историја, посебно на авторот Димитар Митрев и неговото дело Пиринска Македонија. Денешново четиво се вика Дејноста на ВМРО обединета во Пиринска Македонија. ВМРО обединета, која беше формирана во 1925 година, како организација на македонската левица во духот на програмските начела на Мајскиот манифест, имаше најбројни и најактивни приврзаници во Пиринска Македонија. Нејзините водечки раководители беа од круговите на емигрантската левица со центар во Виена, а пред тоа действуваа или во Пиринска Македонија или сред емиграцијата во Бугарија. Тие се чувствуваа најповрзани со македонски маси во Бугарија.
pa kaj нив првенствено најдоа најпогоден терен за своето ново действување. А и самиот непосреден предисторијат на новата организација на македонската левица се јавуваше како доразвивање на борбите што ги водеа организациите како привременото представителство, емигрантскиот комунистички сојуз, Федеративната и Линденска организација, како и на левицата во ВМРО. Во првите 5 години активноста на ВМРО Обединета се изразуваше повеќе на надворешен план. Главната незина цел беше управена кон придобивање симпатиите на европските демократи или демократски и прогресивни кругови за вистинските национално-револуционерни стремежи на македонскиот народ. Смело да се демистифицираат заблудите што ги ширеа специјално испраќани во странство емисери или емисари на неоврховистичката ВМРО. Преку публикациите Балканска федерација и Македонско дело се вршеше разобличувачка кампања против предавнивството на новите врховисти и нивните нови провокации спрема принципите на македонската самостојност. Особен ефект се постигна со бројните аргументи изнесени во книгата Предавниците на македонското дело, објавена во Виена во 1925 година. И во лицето на меѓународната прогресивна општественост, ВМРО Обединета се повеќе израснуваше како единствен револуционерен заштитник на поробениот македонски народ. Многу придонесе за нејзиниот висок патриотски престиж вонредното ангажирање на Димитар Влахов, кој беше нејзиниот најистакнат раководител. Со таков доминантен правец во почетокот, активноста на ВМРО Обединета печалеше се поголем број приврзаници кај македонците во странство и особено кај бројната емиграција во Канада и Америка. Многумина патриоти од таа емиграција, откако ја согледаа вистината на дефинитивното врховизирање на ВМРО, ги напуштија македонските политички организации и го бараа создавањето на нова емигрантска емиграција. Во резултат на тоа се посилна диференцијација кај прекуокеанската емиграција се создаде во 1931 година од приврзаници на ВМРО Обединета Македонскиот народен сојуз. Органот на овој сојуз, весникот Народна волја, многу придонесе во тоа време за суштинското патриотско ориентирање на најбројната македонска емиграција во светот. Подолго време новото македонско левичарско движење имаше во Пиринска Македонија и кај емиграцијата во Бугарија изразито пропаганден карактер. Не постоеше поширока организациона мрежа, а само одделни активности работеа за ширењето на Балканска федерација и Македонско дело, како и на книгата Предавниците на македонското дело. Во тој делокруг спаѓаше и нелегалното распространување на окружниците и декларациите што доаѓаа од Централниот комитет на Обединета во странство. Курсот на пропагандно действување се задржуваше и по формирањето во 1928 година на областниот комитет на ВМРО Обединета за Македонија под бугарска власт со седиште во Софија. Постојните околиски комитети во Пиринска Македонија тешко можеа да развијат поширока организациона дејност поради специфично тешките услови на се позасилениот терористички притисок врз пиринските маси. Главно во Софија и во други поголеми градови имаше подобро организирани комитети и јадра на Обединетата. Тие извршија плодна разобличувачка активност во однос на Михаиловистичката ВМРО и настојуваа да постигнат едино дејство со по прогресивните протогеровистички приврзаници.
Но тешко можеше да се изврши пробив во раководствата на емигрантските братства. Само неколку братства има раководства во кои надвладуваат членови или симпатизери на обединета. Пречка за тоа не беше само терористичкиот притисок што го вршеа Михаиловистите. Поширока активност на ВМРО обединета кај емигрантските маси трпеше и поради нејзиниот несамостоен карактер во организационен поглед. Колку и да се декларираше како посебна македонска прогресивна организација, ВМРО обединета практично действуваше или како македонска секција на нелегалната БКП или во непосреден паралелизам со неа. И покрај истакнувањето на национално-револуционерната компонента како примарна, и во случајов се работеше за нешто како реприза на емигрантскиот комунистички сојуз. За масовизирањето на дејноста на ВМРО обединета пречеше и нејзиниот неизјаснет и неискристализиран став спрема македонското прашање како посебно национално прашање. Тоа се поставуваше во почетната фаза, првенствено и во проекцијата на една идна Балканска федерација. И сега продолжуваме со ова четиво, дел од книгата Пиринска Македонија на Димитар Митрев. Ке повторам повторно, за масовизирањето на дејноста на ВМРО обединета пречеше нејзиниот неизјаснет и неискристализиран став спрема македонското прашање како посебно национално прашање. Тоа се поставуваше во почетната фаза, првенствено во посока на државно-политичка самостојност и во проекцијата на една идна Балканска федерација. Како и во поставките на мајскиот манифест, таа проекција се одгласуваше со абстрактна манифестационост, со оглед пак на објективните услови на Балканот во тоа време, а и во блиска иднина прашањето за федерацијата не значеше ништо опипливо во акционен поглед. И одново, како пречка кон едно помасовно разјаснување на организацијата и незината структура на обединета, се јавуваше и самиот генерален став на раководството на БКП во третирањето на македонското прашање како составен дел на бугарското национално прашање. Само одделни раководители на БКП го беа надраснале овој анархроничен став. Решителен пресврт во националната програма на ВМРО обедината настанува дури во текот на 1934 година. Поимот за македонска државно-политичка самостојност се проширува со акцентирањето на неговата посебна национална компонента и отворено се поставуваат барања за признавање на македонската национална индивидуалност. Тогаш се повеќе се истакнува феноменот на македонската нација во неговата историска обусловеност. Суштествен предуслов кон таа изразита национална ориентација се програмата и во действувањето на ВМРО обединета представуваше решението на Коминтерната по македонското прашање од април 1934 година. Коминтерната им се обраќаше на раководствата на балканските комунистички партии, истакнувајќи ја потребата од нивното сообразување со посебните национални интереси и барања на македонските маси од трите дела на Македонија. Во обраќањето категорично се подцртуваше фактот дека тие партии ќе имаат поддршката на македонските маси во уште поголеми размери, но при едно безрезервно прифаќање на македонскиот народ во неговата самостојна национална физиономија. Како првенствен акционен принцип се истакнуваше поддршката на национално потиснатите народи преку борба за остварување нивното право на национално самоопределување до исцепување од територијата на потискувачките нации.
Обраќањето на Коминтерната заклучуваше дека македонското национално револуционерно движење само во смислата на неговиот самостоен национален третман може да биде ефикасен сојузник во борбата на балканските комунистички движења. Решението на Коминтерната беше прифатено од раководството на БКП како директива што открива првенствено еден тактичен маневр, а не во суштината на еден историски третман на македонската нација. И потоа таа пак директива акционно се ограничуваше исклучиво во рамките на дејноста на ВМРО Обединета и во акциона смисла изгледаше дека се работи само за македонските маси, а не и за односот на сето членство на БКП спрема нив. Некои раководители на БКП наоѓаа дека овој и за нив нов момент во третманот на македонското прашање никако не треба да се стеснува само на делокругот на македонците комунисти, туку да добие соодветно разгледување во сите организации на БКП. Такви беа инсистирањата и на поистакнатите раководители и функционери на Обединетата, бидејќи со тоа ќе се отстранеа известни неизживелици, вели Димитар Митрев, кај немал број бугарски комунисти. Но, независно од фактот што немал број раководители на БКП ја толкуваа директивата на Коминтерната како тактички маневр, а не како сообразување со реалните историски обусловени национални интереси на македонскиот народ, Централниот комитет на БКП не ја спречуваше се по засилената дејност на ВМРО Обединета, управувана кон незиното израснување како борбен изразител на македонската национална свест кај пиринските македонци и кај пошироките емигрантски кругови во Бугарија. При таа необична, погодна, новосоздадена ситуација, овласниот комитет на ВМРО Обединета за Пиринска Македонија излезе во почетокот на 1935 година со резолуција за моменталната положба на Македонија во незините 3 дела и за предстојните акциони задачи на македонското национално револуционерно движење. Во почетокот на резолуцијата се истакнува дека буржоазијата на владеачките нации во државите помеѓу кои е поделена Македонија се обидува да го прикрие националното потисништво, одрекувајќи ги националните особености на македонскиот народ и историско постоење на македонската нација. Во врска со денационализацијата што се спроведува во Пиринска Македонија, се изнесува дека, цитирам, бугарските шовинисти, експлоатирајќи го сродството на македонскиот јазик со бугарскиот, изјавуваат дека македонците се бугари и по тој начин сакаат да го оправдаат завладувањето на Петричкиот крај и својата анексионистичка политика во однос на цела Македонија. Крај на цитатот. Во заклучокот на резолуцијата се декларира дека ВМРО Обединета ќе води борба против раскинувањето и поробувањето на македонскиот народ и против сите форми на културно, социјално и економско потисништво на македонските маси од 3 дела на Македонија. Карактеристично е дека резолуцијата завршува со јасно искажување на потребата од разобличување на, цитирам, вистинската смисла на сите мудрувања што целат да им го одречат на македонците карактерот на нација, крај на цитатот. Па таква непосредна задача се поставува спречувањето на тие мудрувања во редовите на Обединетата. Недвосмислена е алузијата на овој заклучок
по однос на оној дел од раководството и активностите на БКП што не наоѓа за потребно суштински да проникнат во спецификата на македонското прашање и сосем формално ја прифаќаа директивата на Коминтерната. Во идната 1936 година Областниот комитет на ВМРО Обединета за Пиринска Македонија излезе со конкретни барања за порадикални промени на тешката политичко-економска состојба на пиринските маси. Во прв ред, тоа се барања за промена на колониалистичкото статус-кво. Податоците пак што се изнесуваат зборуваат за крајно несоодствено помеѓу стопанскиот развиток во Бугарија и оној во Пиринска Македонија. Никаква промена не е настаната во индустриализацијата, ништо не е сторено за посовремената технификација во тутунската и дрводобивната индустрија. Производството на рудникот Пирин е само 100.000 тони јаглен годишно, а од електроцентралите се добиваат 2.600.000 киловат-часови годишно. Селското стопанство, во кое е заангажирано мнозинството од населението, е примитивно и ниско добивно, без никаква машинска техника. Основната површина на обработената или обработувањата земја е без вештачко напојување. Илјадници семејства по селата се безимотни. Со посебна резолуција, Областниот комитет на Обединетата се изјаснуваше и против разделувањето на Петричкиот округ на два дела и против неговото вештачко присоединување кон Софиската и Пловдивската административна област. Да подсетам дека во емисијата во Фокус со Силвана Павловска следите серијата посветена на македонската книжевност и историја, посебно на делото на Димитар Митрев со наслов Пиринска Македонија. И со едното, и со другото се нарушуваше територијалната целост на оваа македонска покрајна. Како против акција на тоа, пиринските маси се повикуваа на борба за отцепување на Пиринска Македонија и за нејзино самостојно национално и територијално обособување. Тоа пак се третира во резолуцијата како етапа кон обединувањето со другите два дела на Македонија и за создавање на самостојна македонска држава. Водејќи борба за извојување целосната посебност на Пиринска Македонија, ВМРО Обединета од оваа македонска покрајна се објавува за позасилена подршка на национално-ослободителната борба што се води во другите два дела на Македонија. Особено значајно е реагирањето по повод барањето на македонците од Егејска Македонија за отворање македонски училишта и за слободна употреба на македонскиот јазик. Тоа барање на егејските македонци, кој беше публикувано во органот на Комунистичката партија на Грција, Ризо Спастис, се прифаќа како сопствено барање и на пиринските македонци. Во врска со тоа, Областниот комитет на Обединетата излегува со посебна декларација во која се истакнува дека барањето на македонците под грчка власт да зборуваат слободно на својот мајчин јазик, да отвораат своји македонски училишта, за да ги учат своите деца на јазик што е нивни роден јазик, а нивно свештено право, тоа ќе биде извојувано по пат на непомирлива борба на македонскиот народ против империалистите, поробувачи за слобода и независност на Македонија. Во продолжението на декларацијата се изјавува, цитирам, како што македонците под грчка власт не се ниту славофони, ниту чисти грци, како што ни македонците под српска власт не се прави срби, туку исто и македонци под бугарска власт не се бугари, ниту пат сакаат да станат или останат такви. Крај на цитатот. Потоа, во декларацијата се образложуваат
историските корени на македонската националност, за да се рече, цитирам, македонците се самостоен словенски елемент, што ги има сите обележија на самостојна нација, која со децении се бори за извојувањето на своето право на самоопределување до оцепување од империалистичките држави, што ги потискаат и денационализираат нив во самостојна државно-политичка единица. Крај на цитатот. Декларацијата завршува со апел кон светската прогресивна јавност за поддршка на национално-ослободителната борба на македонскиот народ од трите дела на Македонија, толку повеќе што таа борба е управувана против потпалувачите на нова војна и за остварување правото на народите да бидат господари на својата собствена национална судбина. Примајќи еден изразит македонски национален карактер, дејноста на ВМРО Обединета во Пиринска Македонија значајно го прошири бројот на своите членови и приливот во Обединетата на се помлади кадри. Пиринската младина со вонредна патриотска одушевеност ги прифаќа смело издигнатите национални барања. Младите кадри пак влијаат од своја страна за забрзување процесот на уште позадлабочено третирање на македонската национална политика или проблематика. Но тоа се години и на уште позасилен терор спрема изразителите на македонската национална свест. Пак за бугарската официјална политика, Обединетата останува далеку поопасна со својата македонска национална идеологија, отколку со своето политичко левичарство. Во тие години се редат влади на генералот Пенчо Златев, на Андреј Тошев и на Георги Кјосе Иванов, што се една од друга попослушни на дворот и по-брутални во спроведувањето на тоталитаристичката диктатура. За тие влади дејноста на ВМРО Обединета беше еден крајно опасен симптом на нарасната македонска национална свест кај пиринските и кај емигрантските маси во Бугарија. Согледувајќи во тоа една дефетистичка епидемија, а бранејќи се со застрашеноста на бугарското национално единство, тие влади бараат најефикасни мерки за спречување на националното предавништво. Зборовите националното предавништво се наводници, што го шири ВМРО Обединета. Тие мерки пак значеа поведување на едно најригорозно политичко прогонување на активистите и приврзаниците на таа македонска национална организација. И уште на крајот од 1934 година започна затворањето и изведувањето пред суд на низа организатори и активности на Обединетата во Пиринска Македонија. Процесите се ширеа од град во град, зафаќајќи ги најмладите приврзаници на Обединетата. И додека судската власт настојуваше да ги представи обвинетите исклучиво како носители на комунистички идеи и активности на нелегалната БКП, тие настапуваа пред судот исклучиво како македонски патриоти и национално-револуционерни борци. Карактеристичен е податокот што уште при земањето на генералите обвинетите членови и приврзаници на ВМРО Обединета од Пиринска Македонија отворено изјавуваа пред судот дека се чувствуваат по народност како македонци и дека сето што го вршеле како незаконита дејност го вршеле само како македонци. Тоа само по себе действуваше како моќна манифестација на македонското национално самочувство.
Откако беа исполнети затворите во Пиринска Македонија со бројни организатори, членови и симпатизери на ВМРО Обединета, владата употреби секакви средства за нанесување удар на самото централно раководство. Со помошта на неколку провокатори, специјално вовлечени во Софискиот градски комитет на Обединетата, се дојде до разоткривањето на големата конспирација од 1936 година. Тогаш беа изведени пред суд 60 најстакнати раководители и функционери на Обединетата, а беа судени во одсутност и членовите на Централниот комитет во странство Димитар Влахов, Владимир Поп-Томов и Методи Шаторов. Предходна заедничка одлука на сите обвинети беше да настапат пред судот како македонски национални револуционери и носители на македонската национална свест. Целта беше да се искористи процесот како трибина за отворено манифестирање на Обединетата во незиното својство на широко борбено движење на македонското национално обесправени маси. Со исклучок на неколку обвинети како Христо Калајджиев и други, кои пред тоа даваа отпор на македонска национална линија на Обединетата, наоѓајќи дека таа треба да действува само како секција на БКП, сите обвинети останаа категорично доследни на својата предходна заедничка одлука. Такво беше движењето пред судот на главниот присутен обвинет по конспирацијата, неговото име е Асен Чаракчиев. Соодветен ефект имаше и сведоштвото на Петар Шанданов, кој изгуби пред судот кој изјави пред судот дека ги познава обвинетите како македонски национално-револуционерни дејци и патриоти што ја изразуваат македонска национална свест. Судот донесе тешки временски казни за повеќе од обвинетите, смртни пресуди за членовите на централното раководство во странство и минимални или условни казни за неколкумина одметници околу Калајджиев. Тоа беше најтежок удар за дејноста на ВМРО Обединета во Пиринска Македонија и во емигрантските кругови во Бугарија. Но тоа беше еден вонреден манифестационен чин. По овој процес, кој доби голема шумност во печатот, стана јасно за сета бугарска јавност дека постои и во Бугарија широко движење што се бори за правата на македонците како посебна нација. Независно од едностранчивостите и слабостите што ги пројави во својата прва фаза ВМРО Обединета, имаше во својата втора и последна фаза крупни постигнувања со поставувањето на сосем определени македонски национални барања. Во таа незина активност, најавтентично се изразија самите патриотски настојувања на пиринските македонци, кои не можеа да се помират ни со колонијалната состојба на нивната покрајна, ни со националната обесправеност. Следејќи ја волјата на масите, акциите на ВМРО Обединета ја наоѓаа нивната се поширока поддршка. Посебно значајна беше поддршката на младината од работничките, селанските, ученичките и студентските кругови. Во своји посебни кружоци, пиринската младина систематски и со висока патриотска понесеност ги проучуваше развојните линии на македонскиот народносен процес. Ни во една друга македонска организација во Бугарија, младината немала таков активен и патриотски ентузиазиран дел. Тоа и во не помала мера се изразуваше и кај студентството од Пиринска Македонија и од имиграцијата, која беше организирано во Македонскиот народен студентски сојуз, кој действуваше како посебен разгранок на Обединетата. И по нејзиното растурање, овој сојуз продолжи со својата прогресивна и патриотска дејност, под дејството на отворено истакнатата македонска национална платформа на Обединетата, настана кај низа бугарски комунисти и прогресивни луѓе
процес на преиспитување и преоценка на нивните дотогашни гледишта по македонското прашање. И тие повеќе не ја согледуваа македонската нација како некаков декларативен феномен, ни потек на тактичко маневрирање, туку како израз на една длабока патриотска самосвест на македонските маси. Документацијата што ја остави ВМРО Обединета од овој завршен период го има значењето на непобитен податок за зрелоста на македонската национална свест кај пиринските македонци. Остварен беше еден борбен патриотски чин со трајни последици. Поради тоа и покрај расформирањето на Обединетата, кое настана по бројните процеси на незините раководители и активисти, а и со оглед на новонастанатите потреби во фазата на Народниот фронт за широко и непосредно дејствување во постојните легални македонски организации, емигрантски, младински и студентски, активноста за отворено изразување на македонското национално самочувство бележеше нови и уште поизразити пројави. Ете, тоа беше четивото дејноста на ВМРО Обединета во Пиринска Македонија, содржано во делото на Димитар Митрев, насловено Пиринска Македонија. Следниот пат ќе ве запознаеме со другото четиво, кое го следи ова што веќе ви го прочитавме денес, пројави на македонска национално-културна дејност во Бугарија. Ве замолувам да размислите околу оваа тема, бидејќи оваа тема со бугарите е денес актуелна, мощна актуелна, како што знаете, така наречената историска комисија создадена од сегашната влада на земјата која што е, или државата која што е преминувана, наводно испитува и издава извештаи кои ќе се користат во преговорите со државата Бугарија. И бугарската цел да бугарите бидат внесени во Уставот на Република Македонија. Би ве запрашала ова со кое што ве запознав, делото на овај Димитар Митрев, насловено Пиринска Македонија, е избрано поради овие актуелности во Република Македонија, да се подсетиме на историјата која според некои се повторува. До нас, до македонскиот народ, е да се подсетиме на ова, да се подсетиме на сите оние кои што ги изгубиле животите за време, посебно за време овој период и нивниот стремеж, нивната борба за Македонија да биде соединета со сите три окупирани делови, каде што македонскиот народ ќе живее во мир, спокој, љубов и радост. Борбата се чини, продолжува и понатаму, и македонскиот народ мора да биде свесен за овие нешта и мора, колку и да е број во Македонија, се разбира дека мнозинството сме во диаспората, сме во странство. Меѓутоа, сите нас, сите ние сме загрижени за состојбата во Македонија. Посебно јас, бидејќи неодамна бев таму и сум очевидец на настаните во Македонија, и би сакала еден ден да посветам тема која ќе биде на мојот престој во Македонија. Посебно за вас. Ви благодарам за вашето внимание денес.
Знам дека ова четиво беше малку предолго, меѓутоа се надевам дека ви го задржав вниманието. Ако имате некакви прашања, ако сакате, можете предходните емисии да ги следите, посветени на ова дело на Димитар Митрев. И зборувајте за оваа тема со вашите блиски, роднини, пријатели. И не само со они, туку и оние кои што се наши, мислам, може би не се од македонско потекло, и тие треба да знаат за стремежот за борбата на македонскиот народ да има своја држава и да бидат народот да биде признаен како таков, како македонски народ со богата, долга историја. Од мене Силвана Павловска и програмата Во Фокус. Уште еднаш благодарам за вниманието. Се гледаме следниот пат. До гледање. Се најдобро.